Правите се глуви на врескањата на лудачите на новото доба кои со презир гледаат на жените домаќинки кои немаат амбиции или вештини да станат менаџерки, милионерки, гувернерки, амбасадорки. Тие јаки типки не знаат кај им е домата и кај им се децата. Во голем број случаи, нели? Домаќинката е пред се мајка која го храни, чува и надгледува своето потомство. Да, готви за семејството, не му купува ручек кој ќе излезе од работа во 7 вечер или ги држи децата, да кажеме, цел ден на грицки или пица на парче. Тоа нема врска со еманципација или она јас као модерна жена, ми се може се. Има нешто што не може да го избрише ни една од тие лудачи, а тоа е инстинктот на мајка и жена. Тоа е биолошки во жената да биде алфа и омега во домот или што вие велите домаќинка. Тоа не е ниту проста, ниту понижувачка улога. Ајде да те видам биди супер домаќинка, а? Колку жени тоа го можат денес од овие распекмезениве? Нема ништо понапорно од тоа и поодговорно да бидеш супер домаќинка. Рече си секоја будала може како многу јак менаџер да дреме пола сат по ресторани или пола ден по ресторани и да паламуди за милионски сделки додека децата му се шибаат увена со хероин или по цел ден јадат начос додека на 18 години не закача чир на желудник или нешто уште пострашно. Во секое нешто, драги мои, се крие зрното на пропаста. Така и во она што го врескаат оние лудачи не е се така розево и еманципаторски, ви се молам. Ја убиеш ли женскоста во жената и незиниот инстинкт за заштита на домот, си ја убил мајката. Ја убиеш ли мајката, си го убил целото човештво. Затоа сметам дека кампањата за кексо домачица е многу окей, па дури и многу секси. Па и познатиот колега Чкалје утврди дека секс е всушност врста на кекс. Значи секоја домаќинка е секси. Тоа ви изборам јас уствари цело време. Ајд! На ручек, вашите мајки го сготвиле. Благодарам.